антиген не ми се зела, нито за крв, мокрача, за ехо, мислам кога се диализа таму, све наплачам. Имам јас неколку прегледи кои што осетив една болест ми се појави и мора све поново на два пати, и на два пати ги плачам се за тие партиципации за тоа. Во овде во болница во Струга, мислам, кај што земе крв и мокрач. А знаете дека за пензионерите е бесплатен преглед? Види, тоа го имам сусвето и сигурен сум, ама не знам, не сум го прочитал. Значи не сум се заинтересирал да го прочитам, иначе не е проблем, но паќам зашто. Но тоа не сум го прочитал од причини што не сум се заинтересирал. Велите дека следниот пат кога ќе одите на доктор ќе реагирате? Ќе реагирам. Вистински тога ќе реагирам. А сега ќе видим. Ќе му го кажете ли тоа на директорот на фондот? Ами јас на средбата? Ќе му кажам за да не... Ќе го прашам баш него сега. Ќе го прашам сега. И сакам што да ја прашам, кога ви закажуваат да одите на лекар, по мој термин. И се случило ли да ви закажу, например, во 11 часот, а да чекате по сат и по 2 часа за преглед? Ете, мене ми се деси прв пат за диализа, да одам како што ми закажава докторка во 9:30, заправо не прими, немаше. Со тоа, кога бев на ехо, ми поти тој на ехо, дента не заврши. Меѓутоа, другиот ден ако не беше тој долу, се вршеше горе преглед, тој зашто и мен бе таму горе, не прими. Беза и заправо ми кажа, рече, ако има другиот чер, од тие што останавте 5-6 души, сега кој ќе следи долу, прати и горе оде кај мене, имам ја на монитор нормално, и кажа, отида, тие чекај долу, но та не сте долу, јас не знаеш зашто јас кој што работам, знам, и се качив горе, директно кај него канцеларија, ке си ме прашам, откам вака и вака, не знаем шо е работа, и затоа дојдов, не прими. За закажуване термин и другиот ден значи ме прими. Да служуваат поголемо права, него ова моментално што ги види. Конкретно се работи за ова партиципација што ние пензионерите ја плаќаме. Таа треба да се укине. Ние сме плаќали, цел живот сме плаќали. И пензионно, и здравствено, а сега доаѓаме во ситуација на секој шалтер, секоја една медицинска услуга да ја плаќаме. Конкретно, еве, јас вчера бев некоја анализа, требаше платив 150 динари за некоја лабораториска анализа. Понатака, за ехо, за едно, секаде, значи секаде се плаќа. Тоа, наистина треба компетентните луѓе да размислат и да ги укинат. Противно, значи, ништо ние како пензионери немаме никаква друга, да речем, не привилегија, него право во тој однос на здравството. Што треба да се подобри во здравството во Македонија, во делот за пензионери, освен таа партиципација која што ја плаќате вие? Да ви кажам, на општо задоволство, значи, ние пензионери на наш начин се организираме. И за екскурзии, и за такмичење. Не, во дело да речеме на здравствениот систем. А во однос на здравството. Па тоа, како што реков, значи, треба што помасовно и нормално бесплатно. Али, ако треба негде да се партиципира, и тоа би дошло во предвидено. Добро, но нели основните здравствени услуги и прегледи за пензионерите беа бесплатни? Порано беа. Сега не се. Сега секаде се. За секоја услуга се плаќа. Барем тука во Струга. За други места не можам да тврдам, не се луѓе. Ќе го прашате директорот на фондот, ќе му го постави тоа прашање? Па, секако би го поставили ова прашање. Секако и треба да се актуализира тоа прашање. Не само да остане како прашање. На што друго се жалат пензионерите од Струга, на вас како секретар? Се жалат конкретно што не се мислам, нема исти статус како пензионери, да речем, во Скопје. Бесплатен превоз неколку денови
а оправдание дека не постои градски превоз ми се чини не држи. На партиципација не во согласно со законот и подзаконските акти, секој осигуреник, а истовремено и пензионерите имаат право да пријават било што се сомневат дека незаконито им се наплаќа. Така што секој осигуреник, а истовремено препорачуваме и во работилницата ќе ги отвориме сите евентуални прашања, целта, една од главните цели на средбите и работилниците што ги остваруваме со пензионерите, токму овие проблеми кои на терен се среќаат секојдневно при остварувањето на нивното право на здравствено осигурување. Така што за било што да не навлегуваме во поединечни случаи, било што се сомневат дека се бесправно им се зима пари, бесправно им се наплатува или им се скратува некое право согласно закон, можат директно во подрачната служба во нашата подрачна служба тука во Струга да пријавуваат. Исто така имаат право на анонимност на пријави, со цел да се овозможи дискреција, односно да не се плашат од евентуални репрекусии, така што го имаме обезбедено и анонимноста на пријавите, така што ние во најкраток рок реагираме со нашите контролори кои се во терен, ги потврдуваат евентуалните злоупотреби и се преземаат законски мерки.